Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Боаджиевски. Белата куќа ги предупреди американците дека престојат тешки времиња во однос на економијата. Портпаролката Дейна Перино порача дека економската ситуација најпрвин ќе се влоши пред да се подобри. Перино оцени дека шансите за вработување за многумина американци не се големи и дека извештајот за економскиот растеж што ќе биде објавен наредната недела не дава поволна слика. Белата куќа не предвидува рецесија, туку попрво дека ќе биде потребно известно време пред економијата да почне да создава нови работни места. Поранешниот директор на Американската централна банка и угледен економист Алан Гринспан на синоќешниот распит во Конгресот со коментар: се работи за кредитен цунами што се случува еднаш во 100 години. The crisis, however, has turned out to be much broader than anything I could have imagined. Кризава стана поголема и од она што можев да го предпоставам. Со оглед на досегашната финансиска штета, не гледам како би избегнале голем пораст во отпуштањата и невработеноста. Серија нови извештаи покажуваат дека економијата и натаму е ранлива. Интернет компанијата за домување Realty Track наведува дека бројот на сопственици кои западнале во опасност да ги загубат домовите минатата година нараснал на 71%. Според владиниот оддел за труд, бројот на американци кои примаат социјална помош поради невработеност останал близу највисокото ниво во последните 5 години. Главниот производител на автомобили General Motors ќе укине одредени бенефиции за работниците во натамошен обид да ги скрати трошоците за 15%, додека конкурентот Chrysler ќе укине речиси 2000 работни места. Инвестиционата банка Goldman Sachs планира да ја намали работната сила за 10%. Минатиот месец легендарниот американски инвеститор Ворен Бафет кажа дека е сигурен во иднината на оваа компанија од Wall Street и инвестираше $5 милиарди во неа. Глобалната финансиска криза ќе доминира на денешниот азијско-европски самит во Пекинг, на кој учествуваат над 40 земји. Картелот ОПЕК пак на средбата во Виена реши од 1 ноември да го намали нафтеното производство за 1,5 милиони барели дневно во обид да го запре наглиот пад на нафтените цени. Американскиот председателски кандидат Барак Обама е на Хаваите, каде ќе го мине денот со неговата болна баба. Здравствената состојба на 85 годишната Маделин Дунам е влошена изминативе денови. Обама во телевизиско интервју откри дека не успеал да ја види мајка си пред незината смрт во 95-та и сака да ја избегне истата грешка со неговата баба. Соперникот Џон Мекејн одржува митинзи во Колорадо и Ново Мексико. Во уреднички коментар, угледниот Нью Йорк Таймс му даде поддршка на Барак Обама, демократскиот кандидат, дека поседува карактер и интелект, како и мирна рака која ќе ги води сад поинаку од неуспешното лидерство на председателот Буш. Њујоршкиот градоначалник Мајкл Блумберг обезбеди да се кандидира за трет мандат во време кога вели дека неговото искуство во бизнисот ќе му помогне на градот да се справи со хаосот на Вол Стрит. Градскиот совет на Њујорк му овозможи на Блумберг да се кандидира по трет пат, со тоа што го отстрани ограничувањето градоначалниците да имаат само по 2 мандата. Вселенската капсула Сојуз, во која се наоѓа американски вселенски туристи и 20 руски космонаути, безбедно слетаа во Казахстан. Ричард Гариот, американски магнат, плати $30 милиарди за неговиот 10-дневен престој во меѓународната вселенска станица. Ноќта на вештерките или Халоуин е на само 4 дена пред председателските избори во Соединетите Американски држави на 4 ноември. Годинава хит на маски и костуми се председателските кандидати Барак Обама и Џон Мекејн, како и на подпредседателскиот кандидат Сара Пејлин. Ако нешто значи, во продажбата на маските има разлика. Оние на Обама се попродавани 4 пати повеќе од оние на Мекејн. Во продолжение на News Flash во главниот град на САД, Вашингтон, населбата на Костија се смета за една од најтешките области за живот во земјата. Сепак, еден млад психолог со диплома што би ја овозможила да живее каде сака, се одлучи да започне кариерата токму во оваа област. Welcome to Girl Scout meeting. Сетаја Стритер се забавува со овие девојчиња кои работат заедно на нивните домашни задачи. Тоа се девојчиња извидници. Пред 2 години Стритер го основаше огранокот на организацијата Буена Костија, пред градија на Вашингтон полно со криминал, деца кои го напуштиле училиштето и мноштво бремени тинејџерки. Таа решила да помогне кај девојчињата да се развие самопочитување и упорност да останат на училиште.
Дојдов овде да им покажам дека имаат и други опции и дека животот не мора да е мизерен. Заедно со колешка, терапевт, Кија Милс и друг колега, тие понудиле семејна терапија и часови за родителствување. Првите 3 години Стритер работела без плата. Кога локална филантропска група видела што прави, приложила $50,000. Стритер вели додека растела, други биле ментори, додека се пробивала низ тешкото детство. Сега е време за враќање. И должам на оваа заедница и затоа дојдов назад да отплатам колку што можам. Стритер била под старателство од 11 годишна возраст. Никогаш не го запознала татко си и живеела со ментално болна мајка која не можела да се грижи за неа. Имав многу верба дека можам да направам разлика овде и дека мојот живот ќе биде различен од животите што ги гледав наоколу. Верува дека еден ден ќе се омажи и ќе има свое семејство, но засега ужива да помага во заедницата која пред многу години ја овозможила да успее и покрај исклучително малите шанси за тоа. Тоа беа вестите за овој петок 24 октомври 2008. Јас сум Јане Боаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Пријатен викенд. Се гледаме в понеделник.